Доцнењето на автобусите ги натера жителите на Кисела Вода на протест. Се жалат дека или предолго чекаат јавен превоз, или автобусите се преполни и нема место за сите. Симона Петровска е на терен. Симона, почна ли протестот кој беше најавен за 15:30? Да, весно се наоѓаме на раскрсницата која ги поврзува булевар Србија и Борис Трајковски, со цел, како што кажа и ти, протест од страна на граѓани поради искажување на револтот кон јавниот градски превоз. Освен видеати и фотографиите на социјалните мрежи и оние анкети кои што ги прават медиумите, може слободно да кажам дека ова е прв порадикален начин на изкажување на револтот поради доцнењето на автобусите и гужвите во нив. Пред ова линковско вклучување успеав да снимам изјави од делот организаторите на протестот кои што кажа со какви проблеми се соочуваат. Инаку мора да напоменам дека овде на терен се и полициските службеници, а се очекува во секој момент да биде затворен овде булеварот, а граѓаните пристигнуваат. Па предлагам да погледнеме делот анкетата. Да го изразиме нашето незадоволство, нашиот револт од непочитувањето на возниот ред на автобусот со број 4А. Тоа е автобуска линија единствена која доаѓа во Усие, единствена од ЈСП Скопје, меѓутоа возниот ред не се почитува. Заради тоа непочитување ние не стигнуваме навреме на ниту една дестинација. Знаете, ако не дојдат автобусот во 7, следниот е во 8:15. Доцните секаде. Доцните на работа, доцните на мој термин, учениците доцнат на училиште. Значи, мора да се почитува возниот ред. Единствено само тоа го бараме. Ние ден пред први купуваме месечни билети, но не ја добиваме услугата од провајдерот за која што плаќаме пред време. Мислам дека по-фер барање од ова нашево само да се почитува возниот ред нема. Не гледаме. Ова сега што сме собрани целото Усие, сме собирали и подписи и сме дале барање до град Скопје, сме били во ЈСП и од 73-ката од приватниот автобус е даден на распоред за сабота и за неделите, никој не сака да слушне. Значи ова не е проблем од само сега, тука е со години проблем. Значи сабота и недела Усие нема автобус. Сабота и недела луѓето се мачат да одат пешки. Од пругата, од 41 кој ќе се слегнат до последната куќа е 3 километри. И све е у горница, а надоле у долница. Тие луѓе се греот, има мали деца, има возрастни луѓе, има болни луѓе. Да не можат да се слигнат, да се купат нешто. Затоа што во Усија нема ни продавници. Да, како што може да се забележи и зад мене, се раздвижуваат граѓани, односно доаѓаат овде на раскрсницата на протест, се со цел да го искажат револтот поради доцнењето на автобусите. Инаку мора да напоменам и дека според информации на Тилма денеска управниот одбор на јавното сообраќајно предпријатие заседава по однос на мислењата и одлуката, односно одлуката на приватните превозници за зголемување на цената по изминат километар, односно се одлучува дали таа би можела да се зголеми или најверојатно, односно би можело да се покачат услугите на јавниот градски превоз. Повеќе детали и информации секако најавувам во следното информативно издание на вестите.